Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме со нашиот тим и заедно со тимот на етнокомплексот Златно буре Кучково. Драги мои, ние сме подготвени да ви направиме денеска нешто сладко, вкусно, а специјалитетот, десертот се вика зимска идила. Тоа е нешто што вас нема да ви одземе многу време. Превкусно е, пресладко е, значи кога ќе почнете да јадете, нема крај. Додека не отидете псијата, такво му е што се вели вкусот, мирисот и изгледот на овој колач зимска идила. Сега е студено време, сме си повеќе по дома, попладне, навечер и сакаме нешто да си изматиме, да си испечеме, да си имаме така по дома после ручек, после вечера, измеѓу нешто, а си каснеме, токму таков е овој рецепт. За овој колач зимска идила вас ќе ви бидат потребни амашала издашен, вкусен, благ, за мерак лапни голтнија. 10 јајца ќе ви бидат потребни. 10 супени лажици шекер. 7 супени лажици брашно. Ќе ви бидат потребни 15 супени лажици мелени ореви и 10 супени лажици сечкани ореви. Околу 20 до 30 грама суво грозје. Ако немате суво грозје, тогаш ставете сечкана сува смоква, сува модра слива, кајсија, што и да имате суво овошје. 1 супена лажица какао, 3 супени лажици, имаме криз, и 5 супени лажици масло за јадење, 1 кора од портокал, а сокот од портокалот ќе оди во шербетот. За шербетот ќе ни бидат потребни 800 грама шекер и 400 милилитри вода. А за одозгора, како прелив, може да бидат мелени ореви, што за мене е најубаво, така да попрскате мелени оревчиња, а можете да ставите и 100 грама чоколадо со 6-7 супени лажици масло и да го направите она како попрскување од озгора. Како и да е, колачот ќе излезе прекрасно. Но ставете мелени ореви, па и ставете и чоколадце од озгора. Можете да користите тепсија со број 28, 30. Ако немате таква, можете и поголема, можете и помала, зависи значи каква ви е тепсијата, дали ќе биде подебел колачот или ќе биде потено колачот, како и да е, целиот ќе се изеде. Сега да преминеме на работа, ќе ви треба и еден миксер, овде ќе има да игра миксерот, така? Значи ќе ги оделиме прво жолчките од белките, ќе ги изматам прво белките со 10 супени лажици шекер, а потоа ќе ги додадам и жолчките. Знаете ли колку е стар овој рецепт? Па јас се сеќавам уште дете бев, мојата мајка, а и сестра ми ги правеше. Ова зимска идила, значи стварно нешто прекрасно. Баш е онака старински колач. Гледате дека се од овие потребни состојки што се, речи си секогаш и во секое време ги имаме дома. Така, прво да ги одвојам белките од жолчките. Овие се убави домашни јајца. Да ви кажам, еден ден ќе влеземе во кокошарникот тука во Златно буре Кучково, они си имат и своји кокошки. И да ви кажам, јајцата се погледнете какви се жолчките, гледајте, за мерак. Значи се гледа дека се домашни и јајцата се малецки. Не се онака огромни. Така.
И мора да биде убаво, кога има 10 јајца внатре, како нема да биде убаво. Еве уште малку ни остана. А редната, штом ќе почнете со приготвување, нека ви биде пуштена на 200 степени. Загреана да биде на 200 степени. Колачот ќе се пече на 200 степени. Па сигурно едно 25 до 30 минути ќе му бидат доволни. Ете така. И кога бев дете, многу ми беше интересно кога мајка ми ги двоеше вака белките од шолчките. И ние како деца сите сакавме да учествуваме во тој дел од подготовката на колачите, кога ќе ги двоиме белките од жолчките. Значи сега го ставам шеќерот внатре, како што ви кажав 10 цупени лажици. Така, и почнувам со матење. Гледате дека немаме во овој колач немаме прашок за печиво. Јајцата нека ви бидат на собна температура, да не се ладни од ладилникот. Ке матиме се додека не се стопи шеќерот и додека не добиеме една убава бела каша. Одлично. Сега ги додавам жолчките. Еве веќе сме при крај, откако смесата ќе го зголеми својот волумен, ќе надојде, ќе нарасне, тоа значи дека веќе шеќерот е стопен со јајцата и дека е доволно. Ето. Одлично. Сега продолжувам со додавање на останатите состојки, но како што ви кажав, значи ќе користиме сега, не користиме миксер, туку продолжувам со дрвена лажица. Ќе го додадам брашното. Колку малку брашно има, само 7 супени лажици. Видете што убаво е тестото. Мераци. Ќе ги додадам мелените ореви. Баш е така цела на орев. Сечканите ореви. И вака онака, нежно се мешаме. Со вртење на тавчето за матење, насадот за матење. Го додавам сега и гризот. Така. Сувото грозје. Какаото.
И додавам масло. 1, 2, 3, 4, 5. Добро. И сето ова убаво ќе го промешам. Значи ова има да биде зимска идила невидена. Одлично. Целан орев. Портокалот е претходно добро измиен со сода бикарбона. Сега ќе му нарендаме кора, да си добие убав мирис, арома од портокалот. Ајде, тука е поситно. Така. И после ќе го соберам од оздола. Таман. Одлично. Сега ќе го промешам. Така секаде. Да навлезе тоа пирето од кората, буквално како пире се направи. Ајде така. Видам дали треба уште малку имам од кората да му нарендам. Знаете дека во многу десерти се користи кората од лимонот и од портокалот за добивање на убава арома на десертите. Одлично. Ова повеќе нема да ни треба, но ќе ни треба сокот. Ајде така. Рерната е подготвена. Значи на 200 степени. Мераци. Леле, каков колач ќе биде ова. Еве вака, уште еднаш, два пати да го завртам и доволно ќе биде. Така. Сега го земам тавчето. Намастувам уште малку. Ставам и хартија доле, нели, за печење. И сега оди во тепсијата. Леле, колку е добро. Сега ќе го однесам во кујната. Таму ќе го испечеме и ќе го оставам да се излади. Кога ќе се излади, ќе го направам шербетот. Шербетот треба ни 5 минути не треба да врие. Значи шекерот, сокот од портокалот и водата и ќе го попарам, но треба да биде колачот изладен, а шербетот врел. Одлично.
Прекрасно. Одиме на печење, се гледаме со вас кога ќе биде готово и кога ќе го попарам со шербет и кога ќе го изладам. Останете со вкусот на традицијата. И еве, драги мои, како изгледа испечена, а толку е мека, целата е како сунгер внатре, испечена и изладена, а шербетот ни врие, тука и сокот од еден портокал. И сега одам полека вака. И ќе ја наросам со мелени оревчиња кога ќе се излади. Сега ќе оставам малку да прими и потоа и останатиот шербет ќе го додадам. Она нема пecivo, знаете? Да. Сега гризот ќе набабри од врелиот шербет. Да знаете, само да не го истурите целиот шербет одеднаш, туку малку по малку се става. И се остава едно 2-3 часа да отстои, убаво да се излади, шербетот убаво да навлезе на секаде. И дури на самиот крај, пред да ја послужите, ќе наросите мелени ореви, чоколадо, можете и кокос да ставите, што сакате, што имате едноставно. Ева она, како редам, она така пие. Така пие. Да. Затоа што ова врело, евака. Може уште малку сега веќе од тенџерето да сипам, ќе го исклучам шпоретчето. Ете така. Одлично. Сега ќе чекаме да се излади и ќе го послушиме. Останете со вкусот на традицијата. Еве, драги гледачи, како изгледа нашиот колач зимска идила. И да ви кажам, баш се зимска идила. Значи, со добра чашка винце, со кафенце, со пријател, со комшивка, со другарка. Знаете ли колку нешта може да отвори ова зимска идила? Внесувајќи се во вкусот, и вкусот нејзин всушност ке зборува. Не само ние што ќе ја пробаме. Ајде, ја морам малку да земам. Има многу шербет, ја многу сакам, но така малку ќе си земам. Леле, како да не го јадам ова. Како да не го јадам. Еве го. Погледнете како она убаво изгледа. Леле. Мислиш, едно кило има крем. Тоа е всушност од шербетот. Каква торта Моцарт или не знам што. Ова
лудница. Лудница колко е добра. Како можеше толку добро да биде? Леле, каков вкус. Ова е нешто фантастично. Толку многу ми се допаѓа, а како е убава изладена. А внатре, од шербетот, навистина, како да е целата во крем. Како да е во крем. Дали со тоа што нема, да кажеме, пециво, па не знам, али онак рпка, торевчињата, а мелени тореви го прават баш она вкусот на целото тесто. Леле, многу е добро. Драги мои, топло ви ја препорачувам оваа торта или овој колач, зимска идила да го направите. Не да ќе ве воодушеви, туку нема да можете да престанете да го јадете. Мене премногу ми се допаѓа и ќе останам да уживам во неговиот вкус. Ќе го поделиме, колачот има за сите и за вработените во кујната, а исто така и за многу од гостите овде што се присутни. Ќе им го побараме нивното мислење. Ако е исто како и мојата, а знам мене нешто кога ми се допаѓа, знам дека и на гостите ќе им се допадне. И како велат, него слушај човек што зборува, туку гледај го што прави. Затоа што никогаш постапката на еден човек нема да ви излаже, а зборот ќе ви излаже. На здравје, драги мои, ве гушкам, бакнувам, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!